Колку и да звучи нестварно, но Радмила Јованова од Штип без особен напор трча 100 километри, и тоа не порамно, туку по ридски и планински патеки. Радмила во себе има желба, енергија, надпреварувачки дух, но искрен, антички надпреварувач кој живее за секоја трка, како да е најважна во животот. Првично би рекла дека уште од најмала возраст се занимавам со атлетика. Уште од основно училиште, околу 4 до 5 години активно се занимавам со атлетика на пократки стази од оние на кои што трчам сега, тоа бе дистанција од 100 и 200 километри. Предпоставам дека таа љубов ми се има пренесено и низ текот на годините. Дополнително љубовта кон природата, мислам дека е една од најглавните причини поради која што го правам се тоа. Радмила 24 часа живее со патеките и предизвиците, но дека во нозите има издржливи мотори, почувствувала уште многу мала. Тоа беа моите почетоци беа во атлетски клуб Брегалница, уште во моја основна школа. Заедно со уште неколку други атлетичари трениравме активно секој ден. И оттаму почна, како да кажам, мојата љубов кон трчањето и покрај тоа што нагласив дека на почетокот трчав на пократки дистанции, сепак се текне времето се пронајдов во некоја друга атлетска дисциплина во која што сум моментално активна. Од тогаш Радмила не престанала да трча и сега тоа го прави 5 до 6 пати неделно. Се зависи од тоа за каков тип на трка се подготвува. Доколку конкретно за последнава трка која што трчав во Хрватска, 110 километри, доколку станува збор за некоја ултра трка, нормално е дека целиот тренинг процес е понапорен, поинтензивно се трчат, тие тренинзи се подолги и времето и километрите се подолги и поголеми. Така што динамиката на која што ќе трчам ја одредувам во зависност од тоа за што се подготвувам. Изворедните физички предиспозиции плюс големата волја, Радмила ја носат на повеќе домашни, но и на меѓународни надпревари. Во странство за прв пат настапив лани на една меѓународна трка, значи станува збор за трката Ултра Доломити, која што се одржува во Италија. Се трчали за еден доста тежок и технички предел, односно на самите Доломити, кои што се дел од планинскиот масив Алпите. Тоа беше трка со должина од 80 км и висинско искачување од 4600 метри. Следно нешто ми беше оваа година во Истра. Трчав трка со должина од 110 км и висинско искачување од 4000 метри. Исто така голем предизвик за мене, меѓутоа пределот за разлика од претходниот во Лавареда беше малку по-незахтевен, односно потрчлив. Бидејќи се работи за ултрамаратонски трки од 40 па до 100 километри, прашањето за овој вореден спортист е како ментално го поднесува големиот напор и што најчесто мисли додека трча. Бидејќи е многу тешко, особено после 50-тиот километар, кога ви, како да кажам, и телото ви се заморува, ви откажуваат и нозите и целото тело, многу е важно психички да го издржите тој процес. Како јас го правам тоа? Најчесто си ја делам целата должина на неколку секвенци. Значи, ако трката ми е 110 км, истата има неколку контролни точки, низ кои што треба да поминам, дали се тоа 5-6 на секои 15-20 км. Јас се фокусирам на секоја следна контролна точка. Значи, од старт, следна контролна точка ми е 20 км. Се фокусирам како ќе завршам до 20-тиот километар. Од 20-тиот се фокусирам како ќе завршам до 40-тиот километар. И така ми е многу полесно, да си ја изменаџирам целата трка и многу полесно си ги ментално го пребродувам сето тоа. Откако на трката на Истра 100 во Хрватска Радмила за помалку од 18 часа истрча 117 км. Сега таа има друг предизвик. Октомвриски. Во октомври планирам да се пријавам на една трка, на должина која што досега ја немам трчано и за прв пат ја трчам. Станува збор за трката Паранести, која што се одржува во Грција со должина од 160 км и висинско искачување околу 6800 метри. Најтешка трка до сега која што би ја трчала и како што напоменав и претходно, периодов сум ослободена од тренинзи, иако трчам секој ден, меѓутоа месецот се ментално подготвувам за оно што треба да ми следи во следниот период.
а со подготовки почнувам од средината на јули и се надевам дека секи помине во најдобар ред. За истречени 100 километри, статистиката покажала дека телото на Радмила троши помеѓу 6 и 10.000 калории. Колку време и треба по вакви трки да се консолидира, да си дојде во нормална состојба? Не многу време, искрено. На почетокот, пред да се здобиам со искуството што сега го имам, ми требаше многу повеќе време, можеби да речеме 2 до 3 недели, додека телото да се врати во нормала, физичката кондиција да ми се врати и така натаму. Конкретно за последната трка во Истра, физички се чувствував многу добро уште следниот ден. Немав проблеми со мускулите, немав болки во ниту еден дел од телото. Сега имам зголемен апетит нормално деновите што следат и гледам да ги надокнадувам сите тие изгубени калории, меѓутоа не многу. Очекував дека многу полоше ќе поминам. Дали заради тоа што претходно добро се спремив, конкретно за трката во Истра, супер поминав. Сите овие напори за ултрашката Јованова се стимули сака да трче уште. Вели се додека телото тој го возможува. До кога ми дозволува телото? Јас би сакала да не застанам и би сакала да колку што ми дозволуваат и физичките и менталните способности да продолжам да го правам ова. Предпоставувам не со истата динамика, меѓутоа љубител сум, како што споменав, многу на природата, сакам да сум во било кое природно окружување, без разлика дали е шума, планина, каде и да е, така што тоа ми исполнува, тоа ми е двигател и не би застанала. На се и се што мислам. Радмила Јованова е родена во Штип, член е на Сдруженијето за планинарски спортови Трекс, а по занимање е банкарски службеник.